Македонија одигра 0-0 на тешкото гостување кај Белгија во Гент и со тоа останало на врвот од табелата во нашата група во квалификациите за светското првенство 2026. Македонија беше одлична во дефанзивата, покажа одлична игра, храброст и дисциплина и повеќе од заслужено дојде до големиот бод. Доста тежок натпревар на белгиски терен. Стварно они беа одлични, со одлична игра у офанзива. Ние мислам дека одработиме перфектна утакмица у дефанзива. Ни фалеше малце повеќе да нападнеме и повеќе да одиме по резултат, да ја добиеме утакмицата, но пак е тешко од прва зона да излезеш у трета зона за напад, зашто они те притискаат, константен присок, али така да дефанзивно мислам дека одигравме перфектно. Сега следува уште еден дуел против Казахстан, кој исто така е важен, а се игра во Скопје. Добро, веќе од првите утакмици на квалификација ние одиме на победа, така да за нас прво место е историја, така да натпреварот со Казахстан ќе биде доста тежок, но имаме на домашен терен со наша публика, мислам дека на домашен терен може да дојдеме побрзо до таа победа, но треба да се одмориме, припремиме и да одиграме фантастичен натпревар за да може да добиеме утакмицата и да продолжиме напред до тоа прво место, до тој пласман на светско првенство. Македонскиот репрезентативец Ѓоко Зајко вели дека во Гент покажале храброст во самата игра. Добро, како што кажа, одигравме храбро, дисциплинирано во одбрана. Се разбира дека со ваков противник не може секогаш да ги надигруваме но покажавме дека сме храбри, дека оставаме срце за Македонија и со дисциплина стигнавме до тој бод. По мене е многу голем бод, поготово гости со Белгија, но сега треба да ги спуштиме нозете на земја. Имаме за 3 дена друг натпревар, исто многу важен, исто како овој, и да се одмориме добро, да дадеме пак максимум за тој натпревар и да победиме, да земеме 3 бода, што е најважно, ако сакаме да имаме на светско. Па да, беше тешко, затоа со добра комуникација, не само ние тројца, сите и столиот позади, и морам да спомнам и за дечките што играат напред и среден ред, изгина нова утакмица, што знам дека е многу тешко и за нив кога некој играч нема да допре топка, а тоа му се квалитетите најголеми. Меѓутоа, затоа пак ќе речам, кога се игра за Македонија, се остава срце на терен и како и да треба на крај да се одигра, така ќе се одигра, само да се исполни целта. Македонија во понеделник во Скопје ќе се соочи со Казахстан, натпревар кој треба да го добиеме и потоа со цел фокус одиме на гостувањето во Велс, каде ќе решаваме за истории за пласман на светското првенство.